Беше тоа на 12 март 1874 година, кога свечено е отворена Кешанли џамијата во Охрид, денес прогласена за културно наследство на Македонија. Џамијата е сместена на раскрсницата на улиците Марко Несторовски и Васил Главинов. Изградена е по нарачка на Кешанли Бинбаши Хусеин ага. Беше тоа на 12 март 1904 година, кога непосредно по Илидеското востание, со цел да задуши нов евентуален обид на македонското ослободително движење за извојување слобода за Македонија, потпишан е српско-бугарскиот договор за поделба на Македонија. Беше тоа на 12 март 1913 година, кога е роден Петар Богданов Кочко, македонски композитор и оперски пеач. Учесник е во Народно-ослободителната војна на Македонија, во Агит Пропот, на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, ја вршил функцијата референт за школство со задача на слободната територија во Западна Македонија во периодот септември-декември 1943 година да ги организира првите училишта на македонски јазик. По војната е еден од основачите на операта на Македонскиот народен театар и на првото музичко училиште, прв председател на Друштвото на музичарите на Македонија. Како пеач оствари низа значајни улоги. Беше тоа на 12 март 1935 година, кога во Њујорк умрел Михајло Пупин, физичар со светски углед. Бил професор по физика и математика на Универзитетот Колумбија во Соединетите Американски држави. Го пронашол системот на повеќе кратна фотографија и ги открил секундарните рентгенски зраци. Човештвото најмногу го задолжи со решението на проблемот на телеграфски и телефонски пренос на далечина. За својата научна дејност посмртно ја добил Пулицеровата награда во 1924 година. Роден бил во селото Идвор во Банат, Војводина, на 4 октомври 1858 година. Беше тоа на 12 март 1952 година, кога во Битолскиот народен театар се одржа првата дипломска представа во Македонија, со која Димитри Османли, тогашен студент на Белградската театарска академија, ја одржа премиерата на комедијата Геволштините на Скапен од Молиер и го положи високообразовниот испит по режија со одличен успех. Со тоа Османли стана првиот македонски дипломиран военнотеатарски и филмски режисер. Беше тоа на 12 март 1990 година, кога е роден Илија Несторовски, македонски фудбалер. Несторовски бил дел од составот на Македонија до 21 година и ги одиграл сите 6 квалификациони надпревари за Европското првенство до 21 година, кое се одржало во 2013 година. Беше тоа на 12 март 2001 година, кога Собранието на Република Македонија ја ратификува спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската Унија. Беше тоа на 12 март 1993 година, кога во Њујорк, меѓу Република Македонија и Република Грција, започнаа преговорите за надминување на несогласувањата околу името на Република Македонија и за тоа кое знаме ќе може да биде истакнато пред седиште на Организацијата на Обединетите нации. Беше тоа на 12 март 2014 година, кога во Скопје, по подолго боледување, почина писателот Србо Ивановски. Србо Ивановски е еден од најзначајните автори, представници на втората генерација повоени македонски писатели. Во развојните процеси на македонската литература тој остави длабоки траги како поет, раскажувач, романсиер, драмски автор и писател за деца. Беше член на Друштвото на писателите на Македонија од 1949 година. Еден мандат беше председател на Друштвото на писателите. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Работел како уредник во телевизија Скопје. Беше тоа на 12 март 2017 година, кога почина Вања Лазарова, македонска пејачка на народна музика. Известно време работи во операта при Македонскиот народен театар, а била член и на државниот ансамбл на народни игри и песни Танец.
Има испеано стотина македонски изворни народни песни, од кои најголемиот дел се снимени во продукција на македонската радиотелевизија. Има настапувано на голем број концерти на повеќе континенти. Пеела во Алберт Хол во Лондон, пред британската кралица Елизабета II и премиерот Винстон Черчил. Посебен придонес има во соработката со групата Анастасија при создавањето на музиката за филмот Пред дождот на Милчо Манчевски. Незиниот вокал е особено податлив за синтезите на етномузиката. Таа е првата македонска пејачка која има снимено плочи за најголемите издавачки куќи како Полиграм и Филипс. Добитник е на повеќе меѓународни музички награди.